Најмногу представки од граѓаните до народниот правобранител има во однос на работата на правосудството. Во текот на изминатата година граѓаните најмногу се пожалиле за кршење на нивните човекови права во делот на личните документи. Народниот правобранител Насер Зибери оцени дека сите институции не реагираат подеднакво исто на препораките кои ги дава правобранителот и дека не е задоволен од тоа како ги спроведуваат општите препораки. Во целина правосудството е проблематична сфера и има најмногу и прекршувања и представки од страна на граѓаните. Тука големо простор зафаќаат представките во однос на работата на извршителите и секако проблематични се прашањата поврзани со потрошувачките права. Во делот на спроведување на посебните препораки кои се врзани за представките сме задоволни. Органите соодветно реагираат, се разбира не сите во исто време и со ист квалитет, но кога се работи за општите препораки кои произлегуваат од годишниот извештај и спроведување на мерките кои ги утврдува собранието за спроведување на истите, сме целосно незадоволни. Заменик министерот за правда Ален Деребан во своето обраќање потенцираше дека законите сами по себе не се доволни и дека е потребна политичка волја. Според него граѓанскиот сектор има клучна улога во процесот на заштитата на човековите права и испрати порака дека Министерството за правда е спремно да ги слушне и примени препораките од страна на правобранителот. Законите мора да бидат алатка за заштита, а не бариера. Од Министерството за правда не очекувајте молк, туку гласност за секој еден граѓанин кој што не може да ги оствари своите права. Затоа сме тука да ги слушнеме препораките, да ги примениме и да го следиме нивното влијание. Како што заклучи и представникот на развојната програма на Обединетите нации во Македонија, Армен Григоријан, извештајот на правобранителот во однос на представките ги отсликува потребите на граѓаните за заштита на нивните права, но представува и повик за дејствување.